Беше тоа на 9. мај 1937 кога се осветени темелите на хидроцентралата на реката Треска. На осветувањето присуствувал и председателот на владата на кралството на србите, хрватите и словенците Милан Стојадиновиќ. Градежните работи на браната почнале во 1935 а хидроцентралата проработила во 1938 година со инсталиран капацитет од 4,2 мегавати. На неа постои бетонска брана со висина од 29 метри во облик на лак, која ја сочинуваат 10 прстени независни еден од друг. Браната е изградена од армирана бетонска конструкција со ниво на круна од 317,5 метри. Вишокот вода се прелева странично преку браната. Во 2008 година е направена реконструкција на доводниот тунел и изградена комплетно нова хидроцентрала. Со изградбата на новата машинска зграда, лоцирана во непосредна близина, старата престана со функција, пошто во 2016 година е пренаменета во едукативно изложбен центар. Беше тоа на 9. мај 1947 кога во Македонскиот народен театар во Скопје е прикажана првата оперска представа на македонски јазик. Тоа беше операта Кавалерија рустикана или Селска чест, како што било запишано на првиот плакат од италијанскиот композитор Пјетро Маскањи. Диригент беше Тодор Скаловски, режисер Бранко Поморишац, а ко-репетитор Петре Богданов Кочко. Беше тоа на 9. мај 1998 година, кога во Бирмингем, Велика Британија, на 43-тото издание на Фестивалот на забавна музика во Европа, Песна на Евровизија, на кој учествуваа 23 земји, Евросонг 1998 за првпат учествуваше и Република Македонија. Македонија ја представуваше Владо Јаневски со песната Не зори зоро на Глигор Копров. Јаневски освои 40 бодови и заврши на 19-тото место. Беше тоа на 9. мај 1945 година во Берлин, кога нацистичка Германија го ратификуваше актот за безусловна капитулација, потпишан во Ремс, Франција, на 7. мај 1945. За берлинската операција на Црвената армија биле сконцентрирани околу 2 милиони советски војници, а германската одбрана имала околу половина милион луѓе, но и одлично изработени фортификациски објекти. Победата на антихитлеровската коалиција се одбележува на 9. мај како ден на победата над фашизмот. На 9. мај 1944 година во Прилеп, во борба против бугарскиот окупатор, загинаа Кире Гавриловски Јане и Круме Волнаровски Колја, народни херои на Југославија од Република Македонија. На 9. мај 1959 во Скопје умре Борис Бојаджиски, македонски писател, новинар и публицист, автор на драмите Дадовме збор, Дедо Мраз и Кајнас, Милка, на книгите раскази Палавото зајаче, Првите цутови, како и монографијата за народниот херој Орце Николов.